Повелете. Прво да ја поздравам одлуката на Министерството за здравство за намалување на максималната цена на одреден број на лекови, како оригинални, така и генерички лекови. Во основа за лековите постојат две цени, тоа е максималната цена што одредува Министерството за здравство и референтната цена што одредува Фондот за здравствено осигурување, и тоа е цената што фондот ја исплаќа за позитивната листа и за болничките лекови. Што ќе биде добро за граѓаните ова одлука? Со намалувањето на максималната цена ќе се намалат цените на лековите, на оние лекови што не се на позитивна листа, а доколку тие лекови се на позитивна листа, доколку постои разлика меѓу референтната и максималната цена, ќе се намали доплатата. Доколку постои разлика. Вообичајно референтните цени се пониски од максималните цени. Значи има можност да со ова дока се намалат доплатите за одреден број на лекови на позитивна листа или воопшто да нема доплата. Ова е очекувано и затоа се прават ревизија на максималните цени најмалку еднашка годишно. Зошто велам очекувано? Најголем дел од цената на лековите, на оригиналните лекови, се патентните права кои траа 10 години од регистрацијата на лекот, пошто лекот како генерички лек може да го произведуваат и други производители. Во тој момент вообичајно паѓа цената на тој лек и колку години поминуваат од употребата на одреден лек, неговата цена е се пониска, бидејќи самите супстанции се релативно ефтини. Затоа имате лекови кои се по 50 денари по пакување, има лекови што се по 5000 денари пакување. Ова секако е добро дојдено и го поздравуваме, и еден од чекорите што застрените власти го прават да се надмине проблемот на високите цени на лекови во Македонија. За колку лекови станува збор со пониски цени и од кога ќе почнат да важат пониските цени? И кои пациенти ќе бидат всушност најзасегнати во овие намалувања на цени? Повеќе детали ќе има од Министерството за здравство, на 300 оригинатори и генерички лекови се опфатени. Влегувањето во сила е по објавувањето на цените. Директоре, меѓу тие лекови што е наведено од здравство е дека еден од лековите за против збручување во крвта, кој што вие го најавувавте дека е следен кој што треба да се најде на позитивната листа, меѓутоа и тие два што ги најавивте за отпочеток годинава се уште не се. Значи се најавија два лека кои се на болничка Б листа, дека ќе се префрлат на болничка А листа. Едниот од лековите е веќе одобрен, меѓутоа заради технички проблеми со вториот лек се одлага ставањето во позитивна листа на првиот лек, затоа што не ќе да доведиме до конкурентен проблем, бидејќи станува збор за два лека од истата група на лекови. Сакаме да ги исцрпиме можностите и да го решиме тој технички проблем за вториот лек. Веднашка потоа ќе се пристапиме кон разговори со производителот и одобрување за нов антикоагулантен лек за таблетарна форма и очекуваме тоа да биде во првата половина од годината. Тој лекот сега што е всушност што кажува дека е лек за лекот. Да. Ја очекувам и натамошно намалување на цената и тоа е за поздравување и е во насока на тоа што неколку пати се обидувам да го искомуницирам. 60% од смртноста во Македонија е од кардиоваскуларни настанали инциденти, од срцеви удари, од мозочни удари. Ние мораме конечно да направиме значаен искорак во модернизација на терапијата за кардиоваскуларни болести во поширока смисла. Тоа значи што повеќе да ги има на позитивната листа? Да, бидејќи современите лекови заради патентната заштита се поскапи, значи не е се 50, 100 денари, 200 денари, станува збор за поскапи лекови
и често пациентите не ги купуваат затоа што не може да се ги допуштат. Сметаме дека со оставањето на позитивна листа на современи лекови за кардиоваскуларни состојби, за бубрежни состојби, повезани со дијабет или без дијабет, ќе овозможиме да една поширока група на граѓани може да ги користат тие лекови, секако се одложат компликациите и влошувањата на нивните состојби. Меѓутоа, еве, овие антикоагулантните лекови додека се најдат на позитивната листа, граѓаните не ги купуваат овде, туку одат во други држави затоа што се многу поевтини таму. Во основа јас стално изразвам резерва за цената на лековите во Косово, бидејќи законските регулативи и заштитата на лекови во Косово е поинаку поставена и по самите опаковки ќе видите дека се продаваат во најверојатно оригинални опаковки без соодветни регистрации. Во однос на Србија, клучната разлика е нивниот пристап кон позитивната листа. Позитивната листа во Србија по обем е значено поголема од македонската позитивна листа и земајќи во обзир и разликата во население. Значи, и кога ќе земиме во обзир разликата во население, разликата е огромна. Во Македонија е 55 милиони евра минатата година, во Србија 425 милиони евра. Цените се диктираат со количините. Колку се позначени количините, толку ќе се намалува цената. Составањето на позитивна листа на овие современи лекови, што ќе дојде до можност поголем број на граѓани да ги користат тие лекови, тоа ќе значи поголеми количини на лекови, тоа ќе значи и пониски цени. Меѓутоа, чекор по чекор, бидејќи сами знаете, во 15 години до доаѓањето на овие здравствени власти, ние имавме само едно проширање на позитивната листа и е потребно време за да ги потегнеме овие работи. Меѓутоа, очекувам и во првото полугодие и во второто полугодие да има, условно да кажам, нови современи лекови за овие состојби кои ги опишав. Можам уште едно да кажам. Јас често ги повторувам овие групи на граѓани, бидејќи некако во јавноста нивните гласови најтешко допират. Јас сум кажал, например, надвор од кардиоваскуларните, дека за психијатриските болни 50 години малтене не е сменета терапијата. Многу често се фокусираме на индивидуални поединечни случаи и достапноста на лек за еден, двајца или повеќе, малку внимание во минатото е посветено на овие големи групи, каде што е во основа и заболувањата и смртност од тие болесни е најголем дел од здравствениот предизвик во Македонија.